Може би мислите на монтираните класични удбашки афери, кои ги монтиравте, а се покажаа како небулоза и класично фингирање. Сина птица, дувло и бугарски летоци, во кои го обвинувавте ВМРО за работа против државата и притоа создававте димна завеса за да си тече кршењето на ембаргото кон Србија и кон Милошевиќ. Шверцов со нафта, цигари и бакар, од кои некој профитираше со милионски суми. Работи за кои до ден денес балканските шверцери со носталгија раскажуваат за тоа време. Или пак класичното безмилосно лажење на народот дека името не го сменивте, а референцијата ќе траела само 2 месеци. А гледаме дека и покрај поминати 20 години се уште сме заложници на вашата лага, на сценариото кое што го измисливте за да не се соочите со бунт. Бунт на народот, кога го сменивте името и знамето. Почитувани, вие не сте навикнати некој политичар да реагира принципиелно и директно, ако не се согласува со некоја поставка. Вие се гледате низ призмата на сценарија. Зашто вашиот председател се одржува 20 години на политичката сцена со такви сценарија? Вие мислите дека така треба? Очигледно тој за вас е успешен човек. И сега сите мислите дека сите се такви. Грешите. Нема никакво сценарио. Напротив, имаме принципиелни разлики кои се уште постојат. Разлики кои испливаа на површина и не се резултат само на еден настан, туку на повеќе. Сакам да го кажам повторно мојот став за некои настани кои се случија во изминатиот период. Прво, јас мислам дека настанот во Слупчане беше контрапродуктивен, иако целта беше некакво помирување, како што беше кажано потоа во јавноста. Сепак, тоа не се свати така, туку како предизборна провокација. За мене тоа е нешто неприфатливо и јас веднаш го повикав министерот за одбрана и му го кажав тоа директно. И јавно жестоко реагирав на тоа однесување. Второ, јас мислам дека промената на таблите на училиштата по насилен пат е акт на провокација. И покрај фактор што во некои од тие училишта учат и над 95 или дури 100% ученици албанци. Ставањето дополнително на провокативни имиња не придонесува во градење на доверба, како што не придонесува ни незаконското менување на имињата со што се демонстрира непочитување кон уставот и законите на оваа земја. За таа цел, Министерството за образование заедно со надлежните инспекторати поведе судска постапка за разрешување на овој случај и тој треба да се заклучи согласно законот и пред надлежните институции. Одлуката која ќе се донесе мора да се почитува, а доколку не се почитува има процедури кои се релевантни за спроведување на законот. Би апелирал до сите останати градоначалници, македонци или албанци, турци, роми, срби, бошњаци, власти и останати, добро да проценат и да размислат пред да направат вакви или слични постапки, да ја разберат собствената одговорност и да не ги изложуваат децата во дневно политички приказни. Би апелирал, наместо за табли на училиштата, градоначалниците да се загрижат повеќе за условите во кои тие ученици учат, за функционалноста и опременоста на училниците, на тоалетите во училиштата и најсуштински за квалитетот на образовниот процес. Тоа ќе им помогне на учениците, а не ако наместо една табла надвор стои друга табла со друго име. Законот мора да се почитува и тоа ќе биде така. И добро е да се знае дека со промена на табли на училишта не може нешто посебно да се зголеми нечiji рейтинг во пресред на следните избори. На луѓето им е потребно решение на нивните проблеми, подобра инфраструктура, поквалитетен живот, а промена на табли нема во тоа да им помогне. Трето, мислам дека интонирањето на албанската химна за почетокот на студентската или школската година може да се смета за провокација и со сета почит кон таа химна и кон нашите соседи од Албанија, со кои имаме одлични односи, не смее да се злоупотребува користење на химна на друга држава во такви моменти, посебно во контекст на преходно споменатите настани, на хиперсензибилизирана јавност со вакви теми. 2001-та не е така далеку како што ни изгледа.
Раните на двете страни се уште не се залечени. И ние мораме предпазливо и со почит кон другиот да ги креираме сите наши постапки. Еве и да разбереме дека намерите да се најчестни и неискрени и конструктивни. Нивната функција нема поента, ако со тие дела се повреди нечие чувство или нечие достоинство. Нашето општество е кревко и ние мора внимателно да пристапуваме, зашто нашите постапки се прелеваат на постапките на општеството. Четврто, вакви и слични настани се случуваа подолг период. За некој јавноста беше свесна, некои поминуваа само во политичките кулуари и разговори. Се чини како се да доби посилен интензитет по грозоморните настани кај Смилковското езеро. Предизвиците се зголемуваа. Мој став е дека вакви проблеми не треба да се решаваат со шепотење, туку треба јасно и гласно да се зборува за нив. Во што овде вие гледате сценарио? Еве, се ви кажав. Едноставно не сакам да дозволам да се случуваат работи со кои принципиелно не се согласувам. И ќе ви кажам, моје интимно чувство е дека не планирам и не сакам да бидам премиер на влада по секоја цена. По секоја цена да седам во фотелја и да правам секакви компромиси, само за да ја задржам позицијата. И при тоа да молчам и да не се борам низ отворен диалог, да барам решенија за проблемите. И каде е сценариото во сето ова? Што очекувавте вие? Дека треба да се молчи за вакво нешто? Вие молчевте. Мене тоа ми е јасно. И токму затоа секоја јавна постапка на несогласување, вие ја гледате како сценарио.